Се викам Паричка. Валкана Паричка. Зошто Валкана? Веројатно, често се наоѓав на погрешно место во погрешно време. Па, еве ја приказната за мојот живот. Доаѓам од ковачницата за пари. Од тука, отидов да го видам светот. Шетав од рака во рака, од џеб во џеб. Мајката, во чиј паричник се наоѓав, заедно со својата ќерка отида во продавницата за играчки. Мамо, ја сакам оваа кукла. Зачудувачки е ефтина, ќе ја купиме. Така, од ќесето на мајката, отидов во касата на продавачот. Но, никој не се запраша зошто куклата беше толку зачудувачки ефтина. Не беше на попуст. И куклата имаше своја приказна, но никој не беше заинтересиран да ја слушне. Се роди во едно мало градче. Се роди од потта на малите дечиња. Од нивните мали, неуморни рачиња. Рачиња што никогаш не беа добиле можност да си играат со ваква кукла. Зошто тие деца, наместо во училиште, одеа да работат во фабрика? Зошто тие деца не беа фер исплатени? Веројатно се наоѓале на погрешно место во погрешно време. Продавачот од продавницата за играчки влезе во својот автомобил и тргна на кај дом. На семафорите забележа дете кое просеше. Реши да му даде паричка. И така, отидов во рацете на детето што просеше. Но не и во негова собственост. Час подоцна, заедно со цел куп пари, заврши во џебот на неговиот стопан. Никој не се запраша зошто детето не ги доби парите. И тоа имаше своја приказна, но никој не беше заинтересиран да ја слушне. На мали години остана сирач. Лошиот стопан го заведе ветувајќи му светла иднина, храна и топол дом. Но ништо од тоа не се отствари. Стопанот само заработуваше на грбот на кутрото дете, а тоа не добиваше ништо за возврат. Зошто тоа дете, наместо во топол дом, живееше на улица? Зошто тоа дете, наместо да си купи јадење, парите му ги даваше на лошиот стопан? Веројатно се наоѓало на погрешно место во погрешно време. Малку подоцна заврши во паричникот на собственикот од еден бордел. Како? Стопанот ги зеде парите и отиде да си изнајми така наречена проститутка за вечерта. А таа? Неа никој не ја ни прашуваше. Беше озлогласена во градот поради тоа што го правеше. Беше ли таа виновна? Никој не се запраша што беше позадината. А и таа си имаше своја приказна, но никој не беше заинтересиран да ја слушне. Беше млада и убава. Ја повикаа во странство за да биде манекенка. Кога отиде таму, свати дека ја беа излажале. Наместо манекенка, заврши како сексуална работничка. Немаше ништо. Остана сама, без пари, без документи, без пријатели. И го одзедоа и достоинството. Зошто таа девојка, наместо да си го живее сонот, живееше кошмар? Зошто таа девојка ја осудуваа наместо да ја помогнат? Веројатно се нашла на погрешно место во погрешно време. Чекајте малку. Какво е тоа погрешно место и погрешно време? Кој го одредува? Не. Децата што ја направија куклата не беа жртви на случајност. Детето што просеше и девојката што принудно стана проститутка не беа жртви на судбината. Погрешното место и погрешното време се само изговори. Причината лежи доста подалеку. Сите тие се жртви на трговијата со луѓе. Зарем ќе дозволиме некому да го одредува текот на нашиот живот? Да владее со него? Да бидеме робови на некој стопан, газда, режим или систем? Не, животот е мој. А јас? Јас не сум марионета. Самата ги влечам конците.